Почитувани, нов скандал на Панче Тошковски, наркодилер, му побегна од полициска станица во Кочани. Александар Лазаров Цуна, познат криминалец, кој претходно бил осудуван и лежал во затвор за трговија со дрога, бега од сред полициска станица. Ако наркодилери можат слободно да бегаат од полициска станица, што значи тоа? Тотален распад, швајцарско сирење. Тоа е сликата на денешната партизирана полиција, која наместо да ги гони, ги штити криминалците на власт. Но овој скандал отвара сериозни сомнежи за пропусти, злоупотреба и спрега на ВМРО со криминалци и наркодилери на секое ниво. Тошковски треба да излезе пред граѓаните и да одговори кој ќе понесе одговорност за овој скандал. Има ли барем малку грижа на совест што го пушти да избега наркодилерот Цуната, кој се поврзува и со дискотеката Пулс во Кочани? Каква е поврзаноста на Цуната со началникот на ОВР Кочани Тоше Стојанов, поставен токму од Тошковски? Каква е поврзаноста со пратеникот на ВМРО Миле Левков, кој има слики со него? Кој дозволи да побегне преку прозор од полициска станица Кочани или пак некој намерно го пуштил? Зошто наркодилерот не бил чуван во просториите за задржување? Доколку обвинителството навистина подготвувало предлог за определување мерка притвор, тогаш овој случај е уште посериозен и бара итна и темелна истрага, но пред се бара одговорност. Во секоја нормална држава, ваков случај ќе значеше итна одговорност и оставки. Овој скандал му се случува на истиот оној Панче Тошковски, на кого му поминаа 5 тони дрога преку македонската граница без никој да понесе одговорност. На истиот оној Панче Тошковски, за време на чиј мандат криминалци бегаат преку граница кога сакаат. На истиот оној Тошковски кој ветуваше брат да ми е, ќе одговара, а по 2 години мандат никој не одговара, а криминалци бегаат од полициска станица. СДСМ бара целосно расчистување на случајот, утврдување одговорност на сите инволвирани службени лица, вклучително и на раководството на ОВР Кочани. Уште колку скандали во МВР се доволни за Тошковски да поднесе оставка. Ви благодарам.